Нашиот предлог за оброк на денот започнува сега со тоа што денеска предлог ќе ни биде за десерт во денот со оглед на тоа што ќе правиме нешто благо. Веќе најавивме, а кога зборуваме за благите работи, оние кои што обожуваат да јадат благо, секогаш она кое што ги спречува е дека кога ќе им се заслади, сакаат и повеќе да каснат, а сето тоа не доведува до голем број прашалници дека навистина тоа не треба, дека првенствено не е здраво, а потоа и дека можеби ќе ставиме некој вишок килограм. Но тоа може да се смени кога ќе каснеме нешто благо, ама нешто здраво. Нешто што ќе биде убаво, а што ќе не засити бргу, за да не мора да продолжиме со конзумирање на истото, а сепак да се чувствуваме сити и заблажени во текот на денот. Таков некој рецепт ќе ни направи денеска нашиот Љупче Бобетрајчев, кој што е заедно со нас во денешното издание во утринската тема во нашата кујна. Љупче, добро ни дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата и денеска ќе правиме нешто благо убаво. Знаеме дека во текот на летото, нели оние летни одмори, не успеавме да ги искористиме сите оние убави плодови на летото. Тука е и малината, која што исто така диво расте по нашите планини, може да се најде, така денеска ќе направиме една убава торта од малина. Не мора да биде десерт, може да биде и ова и вкусен појадок кој што е доста добро да го почнеме денот вака, затоа што ќе внесеме многу витамини, минерали, растителни влакна. Впрочем, нели и во Италија и во Франција тие секогаш имаат таков појадок, само Сто нешто кафе. сладко и кафе. Главниот ручек следува неколку часа подоцна, така да не мора да биде само десерт, значи слободно може вака да го започнат денот, ќе има доволно енергија, сила за да потоа имаат некој добар обилен ручек. Намирниците секогаш нели природни, она што се наоѓа во природата, буквално намирници кои што не се преработени, се е тука живо, освен што малините нели се замрзнати, меѓутоа пак се живи, не се термички обработени, така најмногу се задржуваат витамините, минералите и ензимите кои што ги содржат сите плодови од природата. Можеме да започнеме веднаш. И она што е исто важно, да не го заборавиме, е дека во денешно време, она што го бараат домакинките, кои што при тоа не се само домакинки, се разбира, и не се само во кујната, во текот на денот, туку имаат и други мал милион обврски, бараат нешто брзо, практично, а нормално е дека сите ние сакаме тоа што го јадеме да биде здраво од секој можен аспект, и во однос на здравјето, и во однос на килограмите, затоа што меѓу другото сакаме и убаво да изгледаме. И сега ова е нешто што е погодено и за сите тие работи, нели? Токму така, нема готвење, само блендирање, правиме прво едно тесто, потоа правиме фил, сето е блендирање, значи во блендер нема термички обработки, нема рерни, нема чекање, нема ништо, така да е многу едноставно за подготовка. Сега изборот на јаткасти плодови ние ги користиме и лешници денеска, користиме бадеми. Несолени. Да, термички, значи не обработени, како што кажав, не солени, не печени, ореви. И им советувам на гледачите секогаш доколку можат, значи да користат македонски производи, а они од нашето поднебје имаме ние и убав бадем и лешник и орев, така да може да ги најдат. Ова го мелеме. Само еден сат да додадеш што ќе може да ги. Ти треба подлабок сат? Да, некој подлабок сат кај што ќе може да ги измешаме со стојките. Да, сега јас ќе му кажам на нашиот продуцент садот подлабокиот да ни го донесете, за да може да ги ставиме тортата во редакција ние горе. Да, македонско производство е тоа. Сега веднаш експресно ќе биде донесен. Јаткастите плодови како ќе ги собелеме, можеме и урмите малку да ги преработиме, и не мора, може и така да се користа, така да се приготува како тесто. Зависи каков блендер имаме. Да, зависи каков блендер имаме, меѓутоа сега ќе ги обработиме и нив. Ова може да го ставиме во некој друг сат, веќе ни е готово. Добре. Значи, твојот блендер, Љупче, ти е тебе и рерна, и рингла,
И све што треба, така, затоа што најголемиот, ако не и сите рецепти кои што ги правиш со блендер. Избегнувам да ги кажав причините, сме зборувале неколку пати зошто е секогаш најдобро, значи да се употребуваат живи намирниците токму поради витаминот С и ензимите кои што многу малку се споменуваат, се многу важни, тие се на некој начин еликсир на нашето здравје, на младоста, затоа што колку повеќе имаме ензими во себе, колку повеќе користиме ензими, толку повеќе процесот на старење се намалува кај луѓето. Впрочем, знаеме дека сите што користат повеќе жива храна се многу младолики и живеат подолго и немаат здравствени проблеми, затоа што ензимите се тие кои што на некој начин учествуваат во самото варење и спроведување на храната до нашите клетки. А со термичка обработка тоа не го можеме. Урмата ни е готова и сипната. Можеме сега да ставиме во големиот сад, кај што ќе го направиме тоа тесто. Добро. Значи, обично кога треба да се смеле вака урма, најчесто треба да биде покисната со вода, така? За да може да добиеме една така... ова урма е свежа урма. Значи, свежа урма само ја извадивме семката. Може да се најде секаде по нашите маркети, така да она познато картонско пакување. Ти помогнам вака ја. Секако. Со тоа што можам. Треба да се измешува, така? Да, можеш тоа слободно да го мешаш. Јас ќе пробам да го извадам и останатиот дел, се урмата е доста леплива, затоа ја користиме како за да може да ги сврза, така? Да, како тесто. Можеме да ставиме уште малку урми во нашево тесто. Кога имаме во предвид дека и гледаме дека рецептот е составен од ореви, бадеми, лешници, што се и урми, што се подлогат, односно што се тестото, што го представува тестото, всушност јасно ни е дека едно парче е сосема доволно, така? Да, токму така, едно парче е сосема доволно, ќе ги задоволи и потребите на шекери во нашиот организам, на минерали, на витамини. Сосема е доволно, значи, за да се изеде некаде едно парче од 100 грама. Се повеќе се во зависност од тоа дали спортуваме, дали трошиме повеќе енергија. Меѓутоа, просечен човек доволно му е да изеде едно такво парче, така да ги задоволи своите потреби на овие нутриенти кои што ги напомена. Ќе направиме уште малку од урмата, затоа што имаме Ти спомена дека ова може да служи и како појадок, а ако веќе него јадеме како појадок или ако сакаме да го јадеме во текот на денот, не да биде логично после оброк, бидејќи и ова е нешто што токму така може да биде заситува, туку да биде помеѓу оброци. Па најдобро е помеѓу оброци да се користи, ова е одлично. Например, вака кога можете да го припремите кога сте на работа, сте гладни, не можете да го дочекате ручекот, е најдобро едно парче кое што ќе биде една добра ужинка во текот на денот, а нема да направи никаков проблем за разлика од оние индустријски кои што се преполни со конзерванси и слично. Може сега да. Може сега мачка рака да фати. Сила треба да се измеша убаво. Да, треба малку да се измеша за да се соединат состојките, како што кажав, малку е не малку, него многу е леплива урмата, така да сега ова може да го ставиме во нашиот калап. Имаме цвет калап денеска. Денеска имаме цвет. Не само за вкус, и за очи да биде убаво. Вака. Со оглед на тоа што ќе биде веројатно многу вкусно и нема многу да се гледа. Туку прилично веднаш ќе се изеде. И ако сакаме и да послужиме некого. Добро е што на пример ова може вака да се чува и до една недела. Ваквата торта во фрижидер, така да меѓутоа тешко да остане една недела, обично таа за 2 дена најмногу би требало да се изеде. Вака веќе го имаме тестото, ја добива својата форма. Забележувам и вака покрупни парчиња помеѓу бадеми. Тоа е одлично. Да, одлично е да не биде она скроз ситно,
да се осети малку и вкусот, нели, кога ќе обично јас така препорачувам да се измеле нешто ситно, нешто меѓутоа така да кога не се блендира на многу голема брзина, остануваат такви убави парчиња, веќе тестото ни е готово. Да. Сега го припремаме филот. Филот ни се состои од, рековме, малините, така? Да. Замрзнатите малини Користиме малини замрзнати сега кога случаев. Замрзнати малини. Користиме индиски ореви. Тие ни доаѓаат како шлак, ни прават. Значи тие ќе абсорбираат останатата влага од вода од малините и додаваме банана. Една банана би била доволна, јас мислам, во случаев, и сето ова го блендираме. Не ни треба ништо течно ставање, бидејќи самите малини... Не ви треба, нема да ни треба. И треба само подолго блендирање малку. И филот ни е готов. Еве, до домаќинките, например, не само до домаќинките, сите оние кои што сакаат да приготват. Ако во случаев добијат поретка смеса, можат слободно да стават и малку овесни снегулки. Ние добивме една смеса. Ние добивме одлична. Одлична смеса, јас обично се правам од око, така да од искуство немам потреба од некое мерење, меѓутоа може да се калкулира, не е некоја торта која што например треба да се стават точни состојки, се гледа од око. Ако е густо, ако ништо недостасува, ќе се додаде или се додаде, да, во процесот на самото готвење, така да не е нешто кое што не може да се погреши буквално. Она што исто е добро да го споменеме, забележав дека немаме ништо мрсно во овој рецепт, поточно дека ни предстои, знаеме, период на празници, односно слави, постни слави и сето она кое што не очекува до крајот на годината. И секогаш сакаме идеи за нешто благо, нешто постно и што ќе го задоволи нашиот... Ова е одлично. Сега ова, да речеме, малку е поскапа ова варијанта од стандардните торти, меѓутоа убавината во тоа е што од оваа торта, например, ќе зедете 3 пати помалку, ќе добиете подобар вкус и ќе добиете поквалитетни состојки и кога ќе израчунате ќе ве фати на крај исто. Меѓутоа ќе имате еден квалитетен оброк, една торта која што, например, вашите гости нема никогаш да ја заборават. Може да се прават различни комбинации со различни овошја. И сега одозгоре можеме да наросиме и цимет, рогач, какао, зависи кој што сака. Кој што сака, да. Да, вака ние ќе Ние можеме користиме. да ставиме, имаме и цимет, имаме и какао, што ќе биде изборот. Ние малку ќе ставиме цимет. Да. И исто така ќе ставиме и малку какао, за да добиеме на некој начин... Ние ќе го направиме со се. Вака. Добро. Тоа е нашата Одлично. торта. И сега Веќе е готова. калапчето можеме да го извадиме? И сега полека може да го извадиме калапчето, да видиме само како изгледа. Најдобро е значи да отстои, затоа што индиските ореви ќе впијат вишокот на вода што се наоѓал во малините и ќе може многу полесно да се извади. Меѓутоа ние пошто немаме, може малку да ни се разле, меѓутоа мислам дека нема баш многу, го погодивме ова густината на филот, така да препорака да не се вади веднаш. Да, на ние за да го презентираме, го извадивме, ама бидејќи ти си мајстор, Липче, еве ни се разлеа и имаме еден многу убав вкусен цвет. Да не ми шлапне сега доле на масата.
Да. Не би требало убаво залепен. Убав цвет кој што како што можевме да видиме и по начинот на правењето дека навистина е вкусен. Некој ќе рече со сите овие работи кои што ги ставивме и не може да не биде вкусен, но треба да се знае која комбинација и како се прави и што одговара, и на крајот кога веќе тоа е испробано многу пати можеме да го препорачаме со сигурност за оние кои што ќе сакаат да уживаат во ваквиот вкус. Јас би препорачал, значи поготово на мајките, да не им купуваат на децата готови торти полни со конзерванси, адитиви, да не им го штетуваат црниот дроб додека се мали, затоа што е многу битно за нивниот развој, да направат секогаш има време, гледаме дека треба многу малку време, 10 на 15 минути за да се приготви ова, своите дечиња да ги хранат со вакви здрави торти комбинации, има милион, може да најдат и на мојата страна, можат и сами да си измислат. Првенствено е битно да се внесуваат плодови од природата кои што не се третирани. Знаеме дека сега секој производ е третиран со еден куп емулгатори, конзерванси. На полиците наоѓаме производи сладки, да речем, во наводници кои што стојат по 2-3 години, што воопшто не е добро, и потоа мајките се прашуваат зашто детето секој месец ми е болно, па морам да му давам антибиотици. А кога ќе имат здрави намирници, кога ќе ги хранат така децата, нивниот имунитет ќе биде многу поголем, така да не држи вода сите оние мајки кои што јас немам време да приготвам. Еве колку треба, видовме сега, така да апелирам до нив малку повеќе да обрнат внимание на исхраната, нели секогаш зборуваме за тоа, така да многу е битно да се хранат поготово децата во развој со квалитетни здрави намирници, и тука ќе внесат многу Б витамини, многу минерали, многу калциум, витамин Е, и буквално ги има сите витамини овде, поготово и витаминот С кој што се наоѓа во малината. Сега тој има изгубено дел од кога замрзнува, губи дел од витаминот С, меѓутоа сепак е многу подобра варијанта од било што друго купено и конзервирано со многу конзерванси и емулгатори. Нашата екипа тука ќе ја проба тортата и ние сакаме да останеме здрави во текот на целата оваа сезона, бидејќи не чекаат секојдневни изданија на утринската емисија, а зимата е пред нас и сакаме да бидеме со добар имунитет, така е добро и да пробаме и во текот на денот да јадеме вака здрави работи. Ти благодариме, Липче, што денеска го направи тоа за нас. Ќе ти искористиме во следните уште 2 минути, само кратко, бидејќи ти си доктор по природна медицина и бидејќи ние нели се наоѓаме во природ каде што секогаш апелираме што е тоа што го зајакнува нашиот имунитет и на што би можеле да се задржиме. Менито треба да не биде разновидно, се разбира. Но кога зборуваме за витамини и минерали и кога зборуваме за овоштија и зеленчуци, што е тоа што би требало да го практикуваме, односно да го конзумираме почесто? Што е тоа што најчесто треба да ни сега зависи од периодот. Сега имаме период каде што веќе македонската кива стасува, многу внесување на киви, затоа што тие содржат многу витамин С кој што можеме најдобро да го абсорбираме преку кивите. Кивите содржат 5 до 7 пати повеќе витамин С од лимоните и портокалите. Значи тоа, зелените салати се исто сега така во овој период, октомври и ноември се месеци кога исто така ги имаме зелените салати, спанак, рукола, марула, исто така можат да се користат во поголеми количини, да се јадат повеќе салати. И секако сите природни состојки кои што можеме да ги најдеме во природата и многу цедени сокови за да го направиме оној есенски детокс на организмот, за да бидеме подготвени за зимата, да ја дочекаме со силен имунитет кој што ќе може да одолее на сите предизвици кои што следуваат нели во текот на зимата. Така е, Липче, ти благодарам за гостувањето и ти благодарам за овој убав и вкусен витамински цвет, а при тоа и благ, за да може да се заблажиме. Доколку некој што сака да те сконтактираат, можат да најдат на твојата Facebook страна Липче Бобетрајчев и се разбира таму има голем број рецепти, но и смеси со лековити дејствија, па доколку нели се разбира има интерес и потреба, таму може да те добијат, а со тебе ќе се видиме во следна прилика со нов рецепт. Благодарам на поканата, поздрав до гледачите, се гледаме во некоја наредна прилика. Се гледаме.